На неколку километри од Маврово, по живописната долина по која минува патот за Дебар, во местноста Трница, погледот на патникот го свртува монументален споменик со лик на партизан херој. Овде, меѓу високите планини, лете наметнати со зелено тревно кадифе, а зиме со бела наметка, партизанот со пушка в рака и возвишениот, горд и слободарски бестрашен поглед, за миг ги возобновува сеќавањата на херојските денови и подвизи на Народно-слободителната војна. Повод што токму овде, крај патот е поставен споменикот, е трагичниот настан што се одигра во Беличица во еден септемвриски ден 1944 година, токму во времето кога во селото поминуваше една група партизани. За она што тогаш се случи, да слушнеме од преживеаните, што пламенот не ги однесе со себе. На 19 септембр 1944 година, тука ми е ова село Беличица, дојдовме одред од 35 партизана. И наоружани другари беа само 11 стари партизани кои што ние доаѓаме од 3-та македонска бригада да формираме бригада тука на Тетовскиот крај. Ама ние формиравме одред бидејќи немавме толку сили. Дојдовме у Беличица како слободна територија и да фатиме врска со другарите со партиската организација, со Марче Аризан и со другите. Ние дојдовме тука и бевме опколени од многу балисти на Ачи Фречани. Одредот немаше други избор, ние решивме да прифатиме борба. Така да ние ga прифативме борбата со многу бројни балисти, околу 250 до 300 душе. А ние во ова место и овде кај што бевме опколени, бевме само 8 другара со оружје, бидејќи трите другара беа испратени по веза. На 19 септември, рано во зората, кај 3 сатот, кај мене дојдоа Томо Софрониевски, Мабус, Саво Марче и ми кажаа дека е одредот дојден меѓу нив и другарот Мерџан. Ни треба Марче. Јас потоа, прво ние се исплашивме дека се балисти. Која они дојдоа и чукнаа на врата. Потоа кога ги видов другарите, се ослободив и дознав она што сака они. Ја потоа, откако рекоа дека Марче ми треба, ја разбудив сестра ми и една другарка Доца и ги испратив тамо кај што беа Марче и другарот Стево Матески. Они отидоа, по кусо време се чу пукање. В чудо невидено, ние сите искочивме надвор, и другарите, и ние од дома. Потоа почна силна борба. И тие другари кои искочија од кај нас, и општа борба. Ние имавме 2 пушкови митролеза. Имавме неколку шмајзера и 2 пушче. Борбата ga прифативме и се боревме до крај, со цел да сите изгинеме, а на непријателот да не му дадеме ни метак да тепа наши другари. Ова беше решено, ние куп старите партизани рековме ни еден метак да му не дадеме на окупаторот и на домашните слуги да тепаа наши другари. Ваква беше директивата. Борбата се водеше многу тешка. Ние бевме свестрени опколени. Балистите немаја снаге да јуришаа на нас, али не тепаја од заседа.
Борбата траеше околу 3 сата и пол. До 10:30 почнаа да гора куќата. Ние кои видовме да немаме више муниција, останеа само 8 санжера за пушко митролес, а за ашмајзерска муниција само 2 пачки, 2 санжера, решивме да извршиме јуриш. На јуришот јас зедов одговорност да пробием и да држим оступница. У оступницата, кој се испасив на брисаниот простор, тука, другарите поминуеја, ама тамо падиња на заседа и падињаја. А некои другари кои виделе да падињаа тамо другарите на заседа, нали, они се склониле у некоја племја, така да и они настрадале. Јас, како што држев оступницата, бев ранен у левата рука, али уште го држев пушкомитролесот. Тогај, у тој момент, мене му дира и у другава рука. Кој му дира у другата рука, ја пушкомитролесот не можев да држим више, го пуштив, ама не сакав да го оставам на балистите, го влечев со нога. Го влечев со нога околу 4 метра. Најпосле тој се закачи негде и ја паднав. Јас сум се извлечувал само со лактите околу 15 метра. И кој гледам, тамо паднати другари горе кај Карпата. А го најдов и другарот Борче Кочовски. Му викам на Борче Кочовски: Борче, ти нас ќе не фата живи, ти немој ништо да признаваш. А он мене ми вика: другар Војо, немој да имаш гајле, поголемо држање ќе имам него у тиранскиот затвор. После тоа дојде Благоја Тоска да ме правија. Ја одбив, бидејќи знаев да ја гинем више. Дојде другарката Любица, партизанка, која загина со 2 браќа, тука од село Барвеница. Она ми вика: где ќе сада, друже Војо? Ја викам: другарке, пробијај горе само у шуму. А горе само чув да она рече: јаој! И убиена е. Ја тогај нема што да правам, нали? Ја се паднав од една карпа, од еден камењ, најдов едно мртви угало, едно место така конспиративно, и се склонив у едно жбунче. У едно жбунче кој се склонив ја, титовката која ми беше, со петоклека и српи чекич, ја га со зуби га скинав петоклеката и га пуштив у грди. Затоа што сакав да умрем со петоклеката и со српот и чекичот. Дојдоа балистите, ги дотепаја сите другари со камење, а на Борчета Кочовски испалија и метак. Тогај ја знаев на Борче Кочовски, кога го праша еден балиста, што да му правим новега, бидејќи он се противеше. Него му вика: ние тебе ќе те лечимо, ти ќе бидеш брат со нас. Каде е Живко Брајковски? Го тражија. А он викаше: ја не бидуjem брат со балисти фашисти, јас сум Титов војник, партизан. Они вика: ние тебе ќе ту тепамо, немој вака да зборуваш. Он тогај чутеше. После му рекоа: еве црвената армија, селото почна да гори. Еве црвената армија дојде. Он чутеше. Пак му вика: ние ќе те лечиме, кажи каде е Живко Брајковски. Брајков, тогај. Он вика: ја не знаем, ти, а не бидем брат со вас. Вие све убици, Народни суд ќе ве суди утре. Нашите другари не само ќе слободува села, него и градој. Ја кога и тоа слушам, се посмевнуев, јако ранете ме болеа, ја се дивев. И тогај него со камење го тепаја и на крајот, како што реков, и опалија метак. После, кои се собраја сите околу овие другари што загинаја околу мене, ја посматрав, бидејќи титовката ми беше вака. А со едно око гледав и со друго око. Свите злочини, јас сум ги видел на ова место, кај што и дотепаја партизаните, ги соблекоа голи, им зедоа оружјето и заминаја. Другата група која што идеше, она направи голем круг околу паднативе борци и се смеја.
Вика ја да како рибеса. Јас реков мене сега веројатно ќе ме видат. Ама и тие мене ме пропуштија. После околу 4 саатот попладне доаѓа Марчи Аризан, Стево Матески и Сејменот. И збореја шиптарски. Ја мислев да са тие балисти, поново да направа претрес. Али другарот Марче, кога ја нагази на другарот Тодор Ципоски Мерџан, рече: Мерџан бе брат, нали и ти ли падна? Ја тога се озвав и реков: ја сум тука. Кој си? Марче вика: кој си? Викам: Војо. Јас прво покушав да одам по другарите со едно дете од брат ми. Меѓутоа не беше возможно. Се вратив назад, во куќата немаше никого. Истрчав кон Брајковска порта, наречена, таму беа сите собрани. И се чудиме кој крај да се фати, од сите страни куршуми фрчат. Некој отиде надоле, некој нагоре. И јас со другарката на брат ми и со децата и со сестра ми едната што погина, отидовме у Горномало. Тамо се склонивме во една куќа. Куќата покриена беше со слама. Дојдоа балистите, не опколија, куќата запалија сламата. Почна чадот да влегува и во просторијата. Се узбунивме. Мојата сестра, како што се збуни, искочи надвор и тој крвникот што стоеше на врата ја погоди со куршум. Она врисна, бараше помоќ од мене, ја помоќ не можев да ја пружам, затоа што ја бев во куќата кај што гореше, а децата не ми се оставаа. И така сестра ми ја оставив у милост и немилост. Јас се симнав доле у тоа клетот со снаата и газдарицата од куќата. Една моја стрина, нејзината внучка Нада, исто беше и она пионерка. И таа стрината рече на тој крвникот: молим те, што сме ми вие криви, пуштите не да излеземе надвор. И неа ја погоди со куршум, она падна. Девојчето, кога бабата ја виде дека падна, она врисна, нејзе исто ја погоди со куршум и Нада падна и мене тогаш сите нади ми се изгубија на живот. И после тоа та газдарицата рече: ај уште еднаш да покушаме, покушавме. Искочив ја надвор, го нема него и излеговме надвор. Излеговме надвор, борба се води, не знаеш од која страна куршум ќе ти дојде. И отидовме подоле да се склониме во една градина, се склонивме во градината. Не опколија балисти, борба се води. И ја ги собрав децата и имаше една куќа рушена, овде ги пикнав тие, голи боси, децата. И на брзина дојдов, ги собрав алиштата ја и ги облеков децата и си ги земав да бегам кон татко ми. Баш тој го сретнав с нами, со детето и колепката, детето ваќе. Фрлија тие и го ранија неја и она панна. Ја мислив оти детето го тепа, не знаев ја оти с нами. Се вратив од страх, сретнав татко ми. Се тресе, реков: татко, вака и вака, реков, колејца го тепа. И отиде он да го дигна неја и си го ранија и него. И ја тамам се вратив да се пикнам градина, онде долу. Тамам овија перо, лонтичи, овија перо другиот, и да двајцата ваке. И го ранија едниот на ногата. И он 3 корака си го зема ногата ваке и трчна и баш пред мене се плесна. И ја се уплашив и побегнав и се собравме ке кумата, онде сите, деца и жени. Дојде еден и имаше ова, ја трва ми еден прстен бурма, му го грабна од рака. И една овде, мајка му намече. И имаше сребро, овде му ги зема. И влеговме натре. Тамам, она беше една венка овде, имаше вреќа. Почна тие да му го одврзат вреќата, она се уплаши. Рече: немам ништо. Ја се уплаши, вреќата го завитка во џебето, го фрли во копривите. Тамо. И не собра еден, беше со бомби нареден ваке. Соберите, рече, сите вие кон огењот тамо, да фрли бомба да не изгорите. И ние се собравме, еден познат од Ревен излезе и е позна свекрва ми.
A ona mi reče, odi doma da zemeš kotleto sa mleko i cedilito od leboj. Tamam se vrativ ja ovde, gledam od brat mi snopjete, gi zapalija, plemnjata. I strina mi go izlaža, reče, vlezi babo natre, izvadi nešto. Ona stara. I ti ja go zaključija vratata, dve asri gi zapalija i da gori to ona. Ona tamam od vrata vleze, od kapa kod izleze, jedna vila naramo, pobegna taja. I ja od strah ne možem da vleze da zemam cedilite i kotleto sa mleko. Otidov tamo. I on ni reče, ajde majke, reče, ja će ju ispratam, begate vi je. A gorno malo mi ne znajem mi što se pravi. Tamam ti je vlegao među kućite ovde i mi legovme u dolu, dvajca beja, onda je crkvata. I ti je rekao, sedite, čekajte gi ti ja odgorno malo, da dojdat pa posle da me puštim. I toliko ti je vlegao ovde, mi je poleka, pobegno me vrbe. Ko zapalija селото Балистите, јас имав тоа 13 години. Тие на обколија беше тоа меѓу зорето измеѓу 2,5-3 сатот. Од тука ние гледаме се кај да бегаме, оти беше обколено селото од страна на Балистите и отидовме горе горно мало. Горно мало кога отидовме горе последно известно време, гледам горе ачи вречани на една карпа тука горе Храста се вика со двојца. И им наредува на овие другиве тамо доле што го чува куќата што беме скриени. Им вика дека што да правиме, вика, ора ќе вика да ги изгорам, вика, или да ги отепам. А ќе му зборе, вика, што сакаш прави, вика, сакаш гори и сакаш тепај, вика. Кога јас погледав после известно време преку тие овие френги ги викат или она пушкарници, старовенска куќа таа беше, гледам куќата на Калина покојна Јовановска гори. И ја му викам на мајка, викам вака и вака, викам куќата на Калина, викам запалена гори. И она вика, ајде бегаме, вика, од тука, вика, зашто вика пубо, вика, барем ќе бидеме, вика, отепани, може би, вика, али нема да изгорем, вика, овде. Меѓутоа уште се размислиме што да правиме, кога веќе тука беше и Калина покојна и Параскева, ова Брајковска, сестра на Живкова покојни, и братучетка ми моја и баба му беше тука. И ние од тука се спуштиме, гледаме една стара жена, таа мајка му на Јордан покојни, се спушти преку клетот доле, кога испаднеме ми доле тука, само што испаднеме од клетот имаше една бавча тука. Они моментално тога ја отепава мајка му на баба му заправо на ова Нада Брајковска. Потоа докато ми отидаме пискаше ова братучетка ми и не ја отепа и Параскева и Калина. Ние сите ги знаеме тука дека ова отепани се. Се стигнаме после долу, вика, знаеш вика каде е пештерата да се скриеме, знам, викам. Кога испаднеме, че после тоа селото веќе на изгорено више почна да бега, вика, бегате, вика, црвената армија иде, вика, само коњите немој да го оставите. Се тоа заврши на испаѓање, ја испаѓам, мајка викаш, нема да испаднеш ти, ја ќе испадам, не викам, јас ќе испадам. Кога испаѓаме, куќата на Димче Димитриевски, тога веќе се распаднуваше што беше запален и племјата на Блаже Спировски. Кога дојдовме горе, почна да вика дека Калина ми ја немам, ја зема, вика, балистите. Мајка ми тешеше, не, вика, земам, ние знаеме дека е загината таа, само не смееме да му кажеме. После тоа чувме глас дека црвената армија иде. Еден од балистите го да викува ачи фречани, собери ги другарите, црвената армија иде. И така они се собра и отидоа. Отидоа, селото беше пустош. Селото беше пустош, ја нема Калина, ја нема Параскева, ја го нема Лептер. Отидовме на другата страна, во фамилијата на Перо Богуч. Жена му беше изгорена на прагот, како јаглен, како дрво, она остана така јаглен. Мајка му исто така на другата страна со двете внучиња, исто така убиена, надуена. Понатаму другарот Ѓоце, други борци, Ѓоце беше жив гол како што мајка го родила, златниот зап изваден. Цена изгорена, грозда изгорена, бабата нивна, пуно и пуно селани и партизани. Понатаму кога отидовме, Мерџан и таа другарка, една од Брвеница со двајца браќа, други другари од Тетово. Најкарактеристично ми е тоа што еден другар беше на дрво гол и еден сејмен вика ајде да го фрлиме доле. Викам како ќе го фрлиме доле? И ние три другарки се мачевме некако и го извлековме од дрвото.
И еден го најдовме тамо, што ќе видиме тамо све лешови, тоа и Боже бе, кои заклани голи, исечени прсти, раце. Кога дојдеме до чешмата тука кај восета, ќе бера Богучевски, Параскева беше таа отепана, жена му на перо и мајка му. Кога гледаме, партизан беше изборен до тука вака до пола и бараше вода. И ја му викам на Марче, викам да му дадам ли вода, викам дај му рече. Само што му даде вода и он умре. Ние у оваа борба дадовме 19 одбрани комунисти. 19 одбрани комунисти, членови на партија кој што датира од 40-та година, 41-та и 42-та година. Тука паднаја организатори на покретот и руководилци на 3-та македонска бригада, како што беше Ѓоце Стојчевски Амбарче. Борче Косовски Бучко, Трпе Мишка, Санко Мишечи, нали, и други другари. Меѓу кој прв падна другарот Мерџан, Тодор Сиповски Мерџан, секретар на областниот комитет, односно комесар на оваа зона. Утрината се вративме и право горе отидовме во Горномало. Што ќе видиме во Горномало? Татко ми ранет. Знаа ми и таја ранета. Тамо отидовме прво ке Живко Брајковски. Што гледаме овците купови, изгорени. Се качивме калина, тогаш извадена од огењот. Малку пиштивме, кукавме туе и се вративме, идевме навамо. Кога гледаме, Петрејца изгорена. Мајка му на Петре и таја изгорена. Партизаните купови. Идеме навамо, партизани голи баш кај нивата наша. Двајца беа ни јунаци туе. Си се чудивме. Мајка му на лифтер, стрините, двајцата, тие во куќата од тодета беа. Едната умрена, едната си го гребаше жарта, ајде ваке. Уште не го имаше душата извадена. И се вративме овде, баш Дамче тогаш го нашле умрет. И ке него се вративме. Малко туе пиштивме. Петре уште не беше умрен. Му даде кисело млеко, мајка му и умре. Пустите и чините на Петре и најдав тие ке браздата. А бабата и пуста жена на Петрејца, тие беше. Едната ке сливата беше, едната беше ке шкалата. Тие беше. А Петрејца и изгорена беше. Козејца, убејца, сосу шкениста. Таке беше. После и најдов пусти Тадор и тој е изгорена. Пуста дејчините, флемја беше и тие тепани изгорени. И мајката пуста восе, изгорена. И ке Јаков, и тие детете, Јаков, и тој изгорена. И две стари, и тие изгорени. Таке флемјата беше. А ја туе бев. И гледам, не може. Кога ние искочивме од куќата избезумени, ние не се сетивме дека имаме стока. Ни остана стоката во племна. Тоа беше како народот што кукаше и плачеше, така и овците блека и кука. И после тоа ги најдовме изгорени купови во местото кај што беа. Исто така и другите куќи, и другите фамилии кои имаа стока, тоа беше страшно. Блекање.
мирис на човечки мирис, на човечко месо. Тоа беше неиздржливо, грозно, многу лошо. Се сеќавам мајка на Левтер, кога одевме према шумата, тоа веќе најпосле, и кука, Левтер ми го нема, Левтер ми го нема, и кука и плаче, а она самата ранета во ногата. Кога се вративме после тоа, и Левтер погинал, и други, и Тоде, и неговата мајка, нигде трак не им се најде, све тоа изгорело и така. Гледката беше многу драматична, многу лоша, кој што човечкиот ум не може да го разбере. Селото цело гореше, миришеше на месо печено, кој сопули влево десно да целото село догоруеше. Свака куќа чадеше и племња. Жртви имаше и од селото, и стари и млади, а 19 другара партизана ги остаја костите тука. Животот нивниот згасна овде од злосторникот Ачи Вречани и неговата банда. Овој споменик во Трница и символичниот релјеф што се наоѓа зад него потсетуваат на тој трагичен настан. Во непосредна близина на споменикот подигнат е и спомен дом кој во своите пазови ги чува незаборавните светли ликови, кој во трагедијата која беше одраз на едновековно посакување, се претвори во епопеја на нашата револуција, епопеја на Беличица. И затоа денес споменикот во Трница е сведок, прикажувач за едно минато, но не заборавено, за пламенот преку кој се раѓаше слободата.